кратки, да речам, видеа од сегменти од настанот во Кочани, ќе објавим уште најмалку едно или две. Има повеќе спорни моменти кои што не се опфатени со истрагата и луѓе кои што не се опфатени со истрагата, не се ни осомничени. И некои други елементи, например. Тука има проблем, например, со недостаток на снимки од безбедносни камери. Тоа го работиме, го истражуваме. Така да, еден аспект на тоа што до сега сме го сработили. Инаку тој твој човек, ете, видовте кој тој твој човек. Твојот човек, ете. Најмалку што можам да кажам е дека е шокантно, од проста причина што оние луѓе во кои што народот полага најголема доверба да ги заштити. Зборам за полицијата. Кога зборам за полицијата, не зборам за сите. Значи, токму тие се главниот дел од системот кој што каскал, не функционирал или функционирал криминално, коруптивно во целата оваа приказна. Значи, од тоа што можев да го приметам, комуникации со полициски службеници, деко има и пред концертот и после концертот. И таму у комуникациите има проблем, например, тоа што он не само што знае, него он вика, чекајте нека се поднапуни диското па дојде. И они тоа и го прават. Значи да ги продаде картите, па после да дојде Да, полиција. има една порака таму кај што вика 5-6 уште имам да влезат, ги чекам да влезат па дојде. Затоа што ако постапеле како што треба, Ако отишо 11:30 кога починал концертот и вршеле контрола, колку малолетници би влегле? Кој би влегол? Не би влегол никој у суштина. Објектот не е регистриран за гостителска дејност.